кога за прв пат пред 5 години председателот Иванов одлучи да ја побара довербата од нашиот народ да ја води државата. Знаев дека застанавме на вистинската страна. Го поддржавме без размислување. И ние кои го познававме, но и огромно мнозинство од граѓаните на Република Македонија на кои им влеа верба, кои во него препознаа позитивна промена, кои во него препознаа човек кој може да ја води Македонија. А како таков човек го знам и јас. Тогаш го знаев како професор. Еден од оние кои секогаш ги мотивираа студентите. Еден од оние кои секогаш искажуваше посебна почит кон историјата, традицијата, нашата богата култура, но и почит кон секој човек, почит кон секој граѓанин. Секогаш беше спремен да го сподели своето знаење со секој кој сака да учи од него. И за среќа такви има многу. Денеска, после 5 години, председателот Иванов е овде пред сите нас. Уште еднаш ја бараме заедно довербата затоа што во овие 5 години докажа дека не е само добар човек, дека не е само добар професор, туку е и одличен председател, кој секогаш беше таму каде што треба да се бранат интересите на Република Македонија. Но наспроти неговата интензивна агенда на меѓународен план, никогаш не ја заборави Македонија. Никогаш не ги заборави граѓаните од сите села и градови, од сите населени места. Слободно можам да кажам дека тој е првиот председател кој својата канцеларија ја пренесе на терен. Секогаш беше и меѓу земјоделците, и меѓу работниците, и меѓу студентите, меѓу младите луѓе. Ги слушаше нивните потреби и правеше се што е во негова моќ да се живее подобро во Македонија. Ете затоа Ѓорги Иванов е наш кандидат, кандидат на народот на Македонија, кандидат на сите луѓе, затоа што покажа што значи одговорна политика. За прв пат на избори понуди програма која ја реализираше и за неа даде отчет. И денес е повторно пред нас, повторно со програма. Амбициозна програма која обврзува, но програма која сме убедени дека ќе ја реализира до последниот збор и дека секогаш ќе ги има на преден план националните и државните интереси на Република Македонија. Затоа што за него државата е пред се. Затоа што за него Македонија е над се. Таков е Ѓорги Иванов и како председател и како човек. И заради тоа ја заслужува нашата доверба, ја заслужува нашата почит. Деновиве, откако започна кампањата, гледам еден друг човек, исто така професор, кој се обидува да ги придобие симпатиите на граѓаните. Повеќето не го познаваат, но се сеќаваат бледо како низ магла на некои негови постапки. И слушаат дека против кандидатот за председател на Република Македонија Стево Пендаровски излегува пред граѓаните, пред оние малкумина што излегле да видат дали има нешто да каже, изборува, замислете, за владење на правото. Најчесто употребуваните зборови во неговиот говор се еднаквост, слобода, правда, но народот е мудар. Народот точно знае кој што правел во минатото и точно може да процени. И веднаш си поставува прашања. Зарем може да зборува за правда и за владење на правото Стево Пендаровски, кој е човекот кој ги легитимираше криминалните избори каде што Бранко Црвенковски ја узурпираше позицијата председател? Зарем може да зборува за правда и владење на правото оној кој заедно со неговиот ментор Бранко Црвенковски ја направи катастрофалната територијална организација, единствената политичка постапка во која граѓаните наместо да се повикуваат, да излезат и да кажат што мислат,
беа обесхрабрувани да го искористат своето демократско право. Зарем е слобода кога ги повикувате граѓаните на бойкот? Зарем е слобода кога им забранувате на луѓето да се изјаснат? Зарем е слобода кога им кажувате кои прашања заслужуваат одговор? Ете, тоа е Стево Пендаровски, истиот тој кој денес зборува за владење на правото. Почитувани граѓани, почитувани пријатели од Свети Николе, не е толку далеку денот кога тој и неговиот ментор, човекот на кого му беше советник, луѓето кои денес зборуваат за еднаквост, креираа и водеа политика каде што направија една голема социјална неправда. Тој му беше советник токму на Бранко Црвенковски, на истиот Бранко, кој стави вето на законот со кој требаше да се обештетат стечајците. Тој учествуваше во креирањето на политиката со која илјадници семејства останаа без екзистенција. Тој ги даваше советите и тој беше рамо до рамо до сите оние од кои денес се обидува да се дистанцира. Затоа, драги пријатели, кога Стево Пендаровски зборува за владење на правото, народот гледа верификација на криминалните избори која ја направи токму тој и кој му ја донесе позицијата на Бранко Црвенковски која ја узурпираше цели 5 години. Народот во него гледа човек кој му забрануваше да се изјасни. Тоа не е слобода. Народот во него гледа човек кој ги запечати судбините на илјадници семејства каде што има стечајци. Почитувани светиниколци, програмата со која излегов во 2009 година да ја барам вашата доверба целосно е остварена. Дури има и работи кои не беа предвидени, а се реализирани. Посветено работев овие 5 години. Имав преку 200 билатерални средби со шефови на држави. Повеќе од 150 средби со премиери, председатели на парламенти, шефови на дипломатија. За време на мандат имав повеќе од 100 средби со други странски државници, со високи представници на меѓународни организации и со верски лидери. Досега остварив повеќе од 100 официјални, работни и неформални посети и учества на меѓународни настани. Бев домакин на 40 официјални и работни посети на шефови на држави на Република Македонија. На сите тие средби работев на отварање можности за македонската економија, за подобар живот на граѓаните во Македонија. Во се што правев, не бев сам. И одавам големо признание на владата за вложените напори, бидејќи покажавме како се работи како тим за Македонија. Како тим успеавме да се исплати половина милиарда евра субвенции за земјоделството. Донесени се речиси 2 милиарди евра странски инвестиции. Спроведени се реформи во речиси секоја област од животот. Просечната пензија е зголемена за 62%. Се работи за обезбедување достоинствен живот за пензионерите. Бидејќи тоа го заслужува, тоа е нивно дело. За тоа работеле целиот работен век. Минатата година 85 пензионери од Свети Николе предстојувале на бесплатна бањско-климатска рекреација. Годинава оваа можност ќе ја користат уште 66 корисници на пензија. Како претседател на Република Македонија имав одлична соработка и со извршната и со законодавната власт, и со одговорните луѓе на бројни државни институции. Затоа доаѓаат успесите. Со заедничка работа се постигнува. Обезбедивме визна либерализација за нашите граѓани да можат слободно да патуваат низ државите на Европската Унија. Ја внесовме Македонија во гасоводот Јужен тек. Обезбедивме нови странски инвестиции.
се отворивме кон нови пазари и создававме нови можности за македонската економија. Од соработката со Кина произлегоа и првите конкретни резултати, меѓу кои изградбата на автопатот Миладиновци-Штип. Сакаме и помалите градови, помалите населени места бргу да се развиваат. Се враќа оптимизмот и вербата дека може да се биде успешен не само во Скопје, туку и во Свети Николе. Кој све сака да дојде сега во вашиот град мора да оди преку Куманово или преку Велес. Но тоа ќе се промени. Кога ќе се заврши патот Миладиновци-Штип, Свети Николци ќе можат да патуваат во Скопје за само половина час. И тоа по 28 километри пократок пат, под нов автопат. Скопје, Куманово, Штип и Велес ќе бидат подеднакво блиски до Свети Николе. Свети Николе веќе нема да биде заобиколувана од превозниците и од патниците. Вашиот град ќе стане значаен транзитен центар за централна и источна Македонија. Со тоа ќе заживее стопанството во општината и во градот. Ќе се создадат услови за нови работни места. Се инвестира и во автопати, но и во регионални патишта. Неодамна се пушти во употреба реконструираниот пат Пробиштип Свети Николе и се скрати времето и се зголеми безбедноста на патувањето. Во 2011 година беше реконструиран и патот од Жаничино до Свети Николе во должина од 35 километри. Тоа е инвестиција вредна 191 милион денари. Конкретни проекти и видливи резултати. Сите се сеќаваме колку беше голем проблемот на Свети Николе за обезбедување вода за пиење на своите граѓани. Цели 10 години Свети Николци мораа да полнат вода во Куманово, во Кнежје. Цели 10 години бевтеускратени од оваа елементарна потреба. Проблемот беше решен во 2010 година. Денес Свети Николе има вода за пиење од хидросистемот Злетовица. Конкретни проекти и видливи резултати. На овие избори ќе гласаме за председател на Република Македонија и ќе одлучуваме дали сакаме господинот Ѓорги Иванов, достоинствен и чесен човек, поддржан од ВМРО-ДПМНЕ, поддржан од Коалицијата за подобра Македонија и поддржан од премиерот Никола Груевски, да остане и понатаму во следните 5 години да биде председател. Или пак сосема различно ќе одлучиме кандидатот на СДСМ Пендаровски, долгогодишен советник и поддржувач на Црвенковски, да ја добие поддршката. Од една страна се Иванов, Груевски и ВМРО-ДПМНЕ. Од друга страна се Пендаровски, Црвенковски, Заев и СДСМ. Нема правда кај нив. Кога тие се на власт, не почитуваат никого и не се грижат за никого. Кога се во опозиција, зборуваат, ветуваат, мислиш мет и млеко им тече од устите. Но сме ги видели и какви се кога се на власт. Тогаш се безмилосни, арогантни и недостапни. Тогаш на Македонија и се случуваат најголемите погроми и проблеми. Тогаш се менува името, тогаш се менуваат границите на општините, тогаш се разграбуваат фабриките, тогаш луѓето се напуштаат од работа, тогаш се намалуваат пензиите на пензионерите. Почитувани мои земјаци, ние ќе гласаме за патриот, ние ќе гласаме за Иванов, ние ќе гласаме за Македонија. Државата пред се. Заокружи број 1 и гласај за Ѓорги Иванов за председател.